сите и добродојавте во ново видео. Пред некое време имав направено влог каде што го покажав ова и ви се свигаше на вас, реков дека може некојаш ќе направам туторијал за како се прави тоа. Сакам ова видео да го посветам на тоа. Така што јас го правам со овие врвки и има поминато некое време од кога ја направам, така што може ја малку да заглавам. Јас го правам со овие врвки, мислам дека може да го правите со било кои слични врвки, вакви мали што можат да се виткаат, не би требало да е нешто посебно. Да почнеме. Значи, што ќе ви треба? Две или може и едно да е, јас само користам две различни бои. И нешто за сечење. Може да биде некое ноже, може да биде скалпер, може да биде нож, што и да е. Јас мислам дека имам ноже во ова. Не, немам ноже во ова. Секунда. Имам ножици на ова, така што јас ќе го користам тоа. И ќе ви треба запалка, упалјач, затоа што на крај се горат овие за да може да се сплескаат на една страна, што не знам дали ќе можам овдека го направам тоа, бидејќи немам запалка и има као детектори за оган, така што не знам дали ќе стигнам до тоа. Но главниот дел ќе ви го покажам и мислам дека ќе може понатаму да се снајдете и сами. Прво, со оглед на тоа колкаво сакате го направите долго, за да биде нешто како ова, ќе ви кажам отприлика колку јаже ви треба. Значи, за да биде нешто долго колку тоа, ќе треба нешто волкаво, докаде што ми е прстот, што значи толкаво. Океј. Имам едната страна. Ќе ја земам сега врвката и според оваа ќе мерам. Океј, тоа е тоа. Ги имам двете. И можам да ги вратам сега назад врвките. Морам прво да ја направам основата, да почне од негде и да почне тоа да се изградува кон нешто. Пробувам да смислам адекватен начин за да можам да ви го објаснам ова и мислам дека најдов начин. Значи, ќе ставам камерава вака и ја држам со нозата и ќе ви објаснам вака. Значи, првата работа што треба да направите е да ги ставите двете јажиња вака на средина. Потоа го зимате едниот палец и овоја јаже оди на оваа страна, овоја јаже оди на оваа страна. Од тука е по-лесно да кажам, само почетокот е многу тежок, после тоа е многу полесно. Овој дел, значи од кој јажињата се вака, офаќате овој дел, оди преку и под зелено. Овде. Истото важи за овоа зеленово. Оди преку и под овоа овде. Не, ево. И сега треба да затегнете максимум што можете околу палецот. Од сите страни на некој начин. И кога ќе дојде до оваков момент, само го вадите палецот и фаќате сите краеви и од сите краеви тегнете. И сега, кога ќе затегнете убаво, личи малку грдо, но ќе личи многу подобро кога ќе продолжите. Сега, основата ја има и сега треба само да се повторува едно те исто. Овој дел го мотат од едната страна, овој дел го мотат од другата страна. Ова оди кроз ова оди кроз другото. Кога ќе го имате ова, едноставно ги зимате сите од сите полека, затегнувате од сите страни. И во принцип тоа е тоа. Цело време се повторува истото. Значи, ова од едната страна, ова од другата страна. Едниот дел оди преку едното, другиот дел оди преку другото.
и затегнуваат од сите страни. И као што гледате веќе малку почува да личи, само треба да го повторам истото. Го правам ова веќе некое време и излегува вака и истиот принцип. Значи, од едната страна, од другата страна изгледаат нешто вака. Едно во проаѓа кроз едното, друго во проаѓа кроз другото и тоа се повторува буквално цело време. Не, да ги затегнам само кога што треба. Сега, ја немам пристап во моментов до запалка, за да можам, значи во ситуацијата што уствари би направил со овие јажиња, ги сечам секаде, овдека, го палам малку и го утапкувам со ножот за да може едноставно да се залепи, да не мрда. Неам во ситуацијава ништо такво, така што ја би препорачал, и ќе го направам сега, не знам како ќе излезе, ама ќе го направам сега, е да заврзам чвор на сите страни, за да го завршам. Да не може да се мрда никаде. Ќе видиме заедно како ќе испадне. Обичен чвор и сега сакам да го донесам до крајот на ова. Направив чвор на сите страни, ќе го исечам. Океј. Крајен продукт изгледа нешто вака. Не ми се свиѓаат толку многу чворовите, ама е решение. Ако случајно имате запалка, осигурајте дали со вашите дома, ако сте малолетни, да ве надгледуваат, да има некаков надзор или барем двајца за секој случај, затоа што може да се случи белја. Може да го дотерате со запалка, она малку го запалите колку да се изгори и претежно ова е тоа. Така што фала многу што гледавте видео, се надам дека уживавте. Ако уживавте, обавезно ставете лайк и ако немате станало сега ставете subscribe. Исто така стиснете на звончето што е одма до subscribe копчето, тоа одма ќе ви дава нотификации чим постирам и се гледаме утре со ново видео. Поздрав!